Здраво на сите дечки, добре дојдовте во Q&A илити за тие што не знаете што е тоа. Вие ми поставувате прашања на Instagram, јас ви одговарам на YouTube видео, затоа што да се бари јас така сум видел што е Q&A. Не знам ако некој мисли дека друг ше некако се води Q&A, нека ми пише во коментари, али за разлика од другите Q&A, овде има многу прашања. Мислам, може за едно видео, али ќе биде малку подолго. Има многу прашања. Сега, главна работа што сега да кажам, тоа е дека некои прашања ќе ги одрнам затоа што стварно се овој пат многу. Ќе читам на брат ми телефонот затоа што со мојот снимам нова камера наскоро, тоа. И тоа е тоа. Така да луѓе, се надам дека ќе ви се допадне и ова видео. Оставете лајк и субскрајб и да многу не должам, може да започнеме со првото, а тоа е тоа ни иде од Петар Рос кој прашува колку килограми имаш. Ова прашање сакам да одговорам поради многу вакви поставени во видеово и сакам да го оттргнам, да не го одговарам веќе затоа што ми е стварно многу непријатно. Сегогаш ќе има такви, не можам да негирам и да кажам не е точно, нема да има, но и не викам дека се хейтери тие што прашуваат, но едноставно дали искрени шала на страна, човечки, дали нешто добивате во плюс, тоа што ќе знаете јас или било кој, не е битно дали сум јас слаб или сум дебел да кажам или сум дали вие имате нешто во плюс, тоа што ќе знаете колку килограми имам јас. Океј, разбирам дека можеби некој чисто информативно прашува, некој можеби прашува затоа што изгледам као мечка, не знам, не му се допаѓам. Се е тоа океј и сака да хейта со тоа што ќе дознае, но едноставно како и за некои работи кои што е моето школо, моите приватни работи кои не сакам да ги кажувам, како што се моите родители кои не сакаат, сите тие работи спаѓаат и во ова. Не сакам да кажам нешто. Јас доколку сакам, јас ќе кажам да дечки, денеска правиме 30 дена workout или 30 дена или било какво челендж видео со тоа килограми едно друго. И тоа ќе кажам мојата сегашна тежина и ќе кажам после тоа тежината. Не е битно, тоа сакам да ви кажам. Суштината ми е тоа да сакам да го оттргнам ова прашање, да не ме прашувате веќе. Стварно ми е многу непријатно да одговорам. И ко втора работа, што мислите ви? Пишете ми што мислите вие колку килограми имам. Да речеме ако ме гледате дека сум дебел, така. Али дали дебел човек постои под 90 килограми или е 90 или е над 90? Све понатаму, човек што не вежба, а гледате дека не вежбам и дека мислам и приметливо е, ако сум над 90 кила и не сум со таа висина, нормално е дека се рачунам како дебел човек, така. Да бидеме искрени, така да ве молам, знам дека сите ќе го гледате и сакам да го кажам јавно, не поединечно да му одговорам на некој тоа, затоа што има многу вакви прашања, колку тежиш едно друго. Сега го оттргнувам ова прашање и не одговарам веќе на вакви, кој сака да види, нека го слушне овој дел од видеово. Можеби малку подолго се задржав, но сепак и Q&A сакам да ви одговорам како што треба, затоа што ретки се овие моменти каде што правам Q&A. Океј, едно прашање од Габриел Наумовски 14 кој ми прашува дали имаш девојка. Океј, имам многу вакви прашања, дали имаш девојка, дали планираш да имаш девојка. Тоа скоро сметам дека планирам да имам девојка, но за сега не. Сега, нема да одговорам на се уште немам, така да ме молам, тргнете ги вакви класични прашања. Стварно не е интересно да се одговара за Q&A. Следно прашање имаме од Саздовски кој прашува дали може Fortnite турнир стрим. Идено е брат, веќе го правеше Дрени. Не знам дали би го правил јас, но можеби ќе направам нешто поинтересно за да биде нешто што не се видело. Океј, али Саздовски брат, за сега не, можеби во иднина ако стварно нешто не ми текне на памет што да снимам и што да направиме контент, така да, али за сега не. Настов.а прашува кој е најдобриот предмет кој што си го скршил. Ајде сега да го размислам јас тоа. Не се сеќавам брат. Не, шалам страна, не се сеќавам. Може би било нешто од технологија, најверојатно. Друго нема што сум скршил, мада да, нешто од технологија, телефон, некој постар, така нешто било, така да. Не фаќите за збор, точно не знам, ако ми текне си на некој мој стрим, совно прашање може да ќе ми текне тоа што да ти одговорам, али не знам, некоја технологија 200 од 200. Следно иде од Виктор, прашува дали си ги лакирал ноктите, поточно дали девојче ти ги има лакирано. Мислима десено Виктор, интересно прашање за, значи, порано како мал немаше кој да ме чува и бев во градинка, ма знаеш, сепак немаше кој да ме чува дома. Мајка ми е на работа, татко ми е на работа, чичко ми е едно друго, баба ми исто на работа и дома нема кој да ме чува. Моите викнале некоја жена, се точно не се сеќавам, али викнале некоја жена да ме чува. Што била работата? Значи ја ви го кажам, тоа што мене мајка ми го има, кажам, мама ако гледаш видео, пиши дали е точно. Најач. Не шалам на страна, еден ден, не знам дали жената била нешто да навреда, може била не била со сите што се. Еден ден земала да ми ги лакира ноктите. Значи на рацете ноктите, си се лакирала таа дома да ме чува и ми ги лакирала и мене ноктите. Ја немам појма, јас сум се спеал, мене гајле ми било искрено, не сум ни знаел што тоа. Јас уште мал бебе, сваќате ли, така да. Виктор, интересно прашање, ми ги има лакирал ноктите, но не девојче
момче, него како да кажам не сум бил бебе, значи не бев бебе, бев мал. 4-5 години така нешто сум имал, така да тогаш еднашка ми ги има докирано ноктите толку, али не беше тоа моја желба или на мајка ми, него на дадилката или како да се вика таа што ме чувала. Така да интересно прашање, али да, точно. Океј, еве ни го Боки, значи Боки поздрав од тебе, значи Боки најачи. Дали некогаш си ставил кармин на уста? Леј, бојам бе бато, абе Боки, нема везе, Боки немам ставено за жал кармин на уста. Сам рече пршо кој одделение си, прва година средно сум брат, оваа година почнав со средно и се надевам ќе завршам до 4-та година. Дај Боже да го завршам што побрзо. Христи прашал кога некој влог, Христи брат ќе би кога некој заеднички влог ќе правиме бе брат, уживај. Значи да сме живи здрави, лето окей, кинеме со контент бе брат. Ќе правиме влогови, скечови, аквапаркови, ќе видите се луѓе, планирам многу план, али да сме живи здрави, да е секој што треба, да сме во финансиска состојба, ќе биде секој што треба, така да, зато поддржите ме со едно и мене и Христи. Позвачу ти полиција, кец, ајде седи мире, и таму Струга да не дојдам ја. Дојде Скопје, дојде, сега мене ми наред Струга да седи таму, павам патиките и Допуздовски Антонио вика, дали некогаш ќе снимаш хорор контент? Вие денеска мене ме читате, брат, ја не ве читам вас, вие мене ме читате, ова е вака како да ви пишува све, брат. А нормално дека ќе снимам, бе, Антонио, знам дека ми барате, али барав игра. Значи све ќе видите луѓе во наредниве видеа, не сакам многу да откривам, има хорор контент. Еве ни го пак Антонио праша зашто и како почна да снимаш на YouTube. Имам одговорено ова прашање негде уште на почетокот и повторно ќе кажам во минимални кратки црти затоа што ова има огромна тема, али почнав да снимам како почнаете, значи 90% од вас не знаат дека мојов канал уште ги има тие видеа во прайвет, ми се започнати на српски. Искрено знам зашто, али не знам зашто на српски. Секогаш сум имал желба да снимам на YouTube, како и тогаш и почнав на српски да снимам пред 2 години, така нешто пред 2-3 години. Едноставно сакав да почнам со YouTube, ми гледаш интересно, ми се гледаш интересно одамна, сакав да научам нешто повеќе за YouTube, едитинг, Photoshop, едно друго, така да. Едноставно поради тие причини, затоа што ме интересира тоа да го правам и ми е интересно тоа да го правам, започнав со YouTube, али тоа можам да ти го кажам за сега кратки црти, затоа што темава има, брат ми тоа заду треба збор. Веленче кога влогс? Абе брат, 3 влога поред. Значи 3 влога поред, вие мене не ме гледате. 3 влога поред, ти пак ме прашаш кога влог. Не, се шалам Антонио брат, али искочи сега 3 влога, наредно видео ќе е ова, па после тоа ќе има нешто друго и најверојатно влог, затоа што не искачам, нема нешто, знаеш, крај на година е, не можам, јас да можам да искачам, не можат сите да искачат и не можам да направам некој влогче. Интересно затоа што не одам нигде посебно. Сепак се уште сум во школа и да, наскоро ќе има влог од нешто интересно што кај што ќе одам, али за сега не знам, брат, за сега не знам. Али окей, интересно прашање. Поски брат прашува дали сум добар јутубер. И оваа тема има многу да се зборува. Се има различни стилови на кои можам да кажам дали си јутубер или дали си добар јутубер или не, али по мене мораш малку да се подобриш со тоа. Еве, може да признаат и Хец, и Христи, и Генчо, но мораш негде сам да почнеш, ме разбираш, секој сме почнале сами од нула, од нешто. Зборувам ова, мислам на не негативна смисла сега јас тебе да те хейтам или да те вреѓам пред камера или не знам нешто. Само сакам да ти кажам дека мораш малку со едит и со стил на видео, односно контент да се подобриш, да не ти бидат видеата и во стил на тамнели малку да се подобриш. Искрено, еве биди искрен, пиши во коментари дали мислиш дека сум во право или не. Доколку мислиш дека не сум во право и дека нешто сакам да те навредам, јас ти се извинувам длабоко, не е никаква навреда, ме прашат и одговарам, така да. И имаме последни 2 прашања, ќе ги одговорам во исто. Кај си бре и како си? Луѓе, одлично сум и еве сум. Ој, како и да е, 29 минути снимам веќе, така да се укнав бат. Ништо, фала на сите што гледавте, се надевам дека на некој начин ви одговорив максимално колку можев на некој прашање, затоа што денеска прашања беа врвни, бе брат. Денеска вака, брат, мико машина. Океј, ако некој сака повеќе ваков контент, поинтересно, позабавно, подолго да трае Q&A-ов, може да ме фоловнете на мојот Instagram профил. Кој сака, нека ме фоловне, би ми значило многу да стигне нешто побрзо до тие 200 followers на Instagram и до тие 1000 subscriberi на YouTube. Но за сега фала што одгледавте ова видео, се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, ставете лајкче, ставете subscribe на мојот YouTube канал и ние се гледаме во наредното видео многу наскоро. Поздрав!